Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Шаховската традиција во Македонија е долга, многу наши шахисти стигнаа до највисоките титули велемајстор, меѓутоа има шахисти кои останаа и на она мајсторска титула, кои пак оставија печат во шаховското живење во нашата држава. Една од таквите шаховски фигури секако е и Иван Кочовски, кој стана фиден мајстор тамо во 1988 година на еден турнир во Гдиња, во Полска. Претходно нормално се надпреваруваше во пионерска, во младинска, во сениорска конкуренција и стигна до таа титула и тука остана на таа титула, меѓутоа остана и во шаховскиот свет, подоцна како тренер, селектор на репрезентацијата и како признат и познат меѓународен шаховски судија. Токму во оваа емисија ќе разговараме со Иван Кочовски за неговата кариера, за неговите почетоци, нешто така, гледајќи ја неговата биографија, видов дека како рефлексија на шаховската олимпијада што се одржа во Скопје 1972 година, веќе следната година почна да се организираат и меѓуучилишни игри, па тука младите влюбеници во древната игра може да ги покажат своите способности и квалитети уште на стартот како пионерчиња, па еден од тие пионерчиња кои доаѓаа токму во пионерскиот дом Карпош беше Иван Кочовски и веднаш беше откриен како шаховски талент. Па сега тој шаховски талент ќе каже како се одвиваше неговата биографија за да стигне до селектор на македонската сениорска и женска и машка репрезентација. Секако главен виновник во наводници за моето занимавање со шах е шаховската олимпијада во Скопје и како рефлексија на одржувањето на таа шаховска олимпијада изникнуваат голем број на шахисти кои што подоцна ја прославуваат Македонија во меѓународни рамки. Во тие денови, значи Чичко Жарко, познатиот ентузијаст, ги организираше надпреварите на основните училишта во пионерски дом Карпош, безброј деца дојдоа, оние кои што подобро игра веднаш беа забележани од скопските клубови и приклучени во нивните редови. Тогаш познатиот шаховски ентузијаст Митре Илјовски, нас неколкумина заедно со Андоновски, Петковски и некои други кои ги заборавам, не приклучи кон шаховскиот клуб тогашен ФЦУ 55. Така започнаа моите први чекори во шахот во Македонија. Значи, како пионерче, дали се сеќаваш на некој интересен момент од тие почетни шаховски години, на некоја партија, на некој противник? Еве го спомена Андоновски, добро го познавам уште од времето кога бе во МТВ, па тој после покојниот Ничевски продолжи да ги коментира шаховските партии пред ТВ камерите. Да, секако ние веднаш се зближивме и од тогаш датира нашето пријателство. Тоа се веќе повеќе од 40 години. Секако низ текот на животот имавме многу можности да добро да се запознаеме. Сепак таму преовладуваше во текот на тие први среќавања во пионерскиот дом Карпош, значи запознавањето со шаховската теорија на почетокот, бидејќи тоа е најинтересно за децата, освен што практично ја применувале шаховската игра, тогаш осознаваат дека постојат шаховски книги, кои што не подучуваат како треба правилно да го изучуваме шахот, а секако никогаш не оди едно без друго, шаховската теорија и шаховската пракса. Она што те мотивира за да настапуваш успешно, сепак е изучувањето на шахот и можеби од тогаш датира и љубовта која што сум ја стекнал не само кон играњето, неко и кон работата. А кој ја насочуваше тогаш? Само што го спомна Чичко Жарко или пак доаѓа некој од познативе наши шахисти? Веќе почнува, значи, дружбата, кога веќе почнуваме да
влегуваме во просториите на шаховскиот клуб, сака или не, ние ги осознаваме тогашните, значи, матадори на шаховската игра кај нас, се запознаваме со Ристо Ничевски, во нашиот клуб играше Ристо Кизов, кој што тогаш во таа година ја освои шампионската титула на Македонија 73-та, ми се чини. И подосна со Јован Софревски и со сите големи имиња на македонскиот шах, секогаш беше присутен Душко Давчевски, еден од најголемите ентузијасти во тоа време, кој што секогаш беше расположен и за брзи партии, не само со оние подобри шахисти, не туку и со помладите, знаејќи на шеговит начин да ја пренесе шаховската игра и да ги придобие симпатиите на сите Беше многу интересен и како човек и како шахист и долго време беше присутен во нашиот шах. Да. Мислам на Давчевски. Да, многу голем талент. Животен идеал му беше да створи добри услови за да играат шахистите во Македонија, да настапуваат и да биде организатор секако успешен на многу шаховски турнири. Ти кога отиде во шаховскиот клуб Фецио 55, имаше 14-15 години. Веднаш почна да се надпреваруваш со младинците, па и со сениорите. Да, секако. Ние, бидејќи имавме, тогаш лигата се играше 6+2+2, значи на 6 сениорски, 6 женски, две женски и две младински табли. И ние, бидејќи имавме тројца добри младинци, јас, Сандоновски и Петковски, јас скоро секогаш играв на сениорската табла и многу брзо ние ги достигнавме големите височини во македонскиот шах, така да секогаш скоро играв на втора или трета сениорска табла. Времето покажа дека ние и за 2-3 години стигнавме во самиот врв на македонскиот шах и сите оние кои што веднаш беа околу нас со годините на раѓање, стана еден од основните фактори во македонскиот шах. Значи, не беа само Софревски и Ничевски, туку веќе израсна една многу голема генерација, која што во текот на времето покажа дека повеќе од 20 играчи со меѓународни титули се здобија во Македонија и тоа беше еден голем бум. Почнуваме да играме и да настапуваме доста успешно и на куп надпревари на ниво на Југославија, бидејќи Југославија тогаш беше позната во светот како втора шаховска велесила. Втора или трета на олимпијадите, на другите шампионати. СССР или зад Унгарија. И тоа беа многу големи искуства за сите нас, бидејќи ние се осознавме самите себе си и станавме свесни дека со континуирана работа и со поголем број на настапи, за честеност на настапи, ние можеме да постигнуваме и врвни резултати, впрочем тоа го покажувавме и на поголем број на куп надпревари, бидејќи ние победувавме многу силни екипи во кои што настапуваат тогашни репрезентативци на Југославија. Ај подсети на некој одев, дали тогаш играше уште Глигорич или не беше постар? Глигорич веќе... Матановиќ исто постар. Тие беа постари, но сите други... Ивков го среќававме понекогаш. А тој беше младински светски првак. Да, и учесник во турнир на кандидатите своевремено. Но сите други подоцна кои што следат, значи Иван Соколов, Предрак Николич, Денко Кожул, цела генерација на голем број шахисти, дури и од постарите кои што можеби сега веќе не се меѓу нас, како Хулак, се уште активно работи Владо Ковачевиќ, и така натаму. Ние успеавме, бевме еднаш, подоцна 84-та година, во Скопје се играше шаховската Балканијада. Ние кои што настапувавме за ФЦУ 55, бевме како помошници на самата Олимпијада, демонстратори на Балканијадата, но тоа се играше во есенскиот период. Веќе следната година, пролета, во мај месец, ние, настапувајќи на Купот на Југославија, ги победивме оние на кои што им бевме демонстратори. Значи имаше двојна корист, една како демонстратори, значи сте дале придонес во организацијата на Балканијадата, а втората, можам да предпоставам, сте научиле нешто гледајќи и демонстрирајќи ги тие партии, па ете дошол и тој резултат.
Со некој од тие ги спомна Кожул, Хулак, дали имаше вечери? Тогаш се истакна, имаше секој средби, ние Хулак го познаваме многу одамна, тој ни беше многу драг гостин во Македонија, бидејќи во времето го служеше воениот рок во Скопје. Јас тогаш бев уште полетарче, пионер и се сеќавам дека првата партија која што ја изиграв тогаш го победив, после нормално дека следеше серија на порази, но сепак беше чест да се игра со еден таков голем играч, голем велемајстор и во текот на сите години тој доста со добри спомени се сеќаваше на Скопје и нормално секогаш се дружеше со нас, па и во текот на Балканијадата која што ја спомнав, освен играњето имаше и весели дружби во слободното време. Значи таа победа над Хулак беше и стимул за тебе, викаш полетарче и викаш еден Хулак, ама ти пуштил сигурно. Брза партија може се да се случи, нормално подоцна тој беше појак и победуваше во тие партии, но како што растевме со текот на времето, ние и шаховски созревавме, па она куп надпреварување кое што го спомнав во Пула, Кутиров забележа победа, например, на првата табла со Хулак, ние го добивме мечот 2,5, 1,5 и јас добив со Рогулј. Така да имавме сепак добри настапи и убави сеќавања, тоа се работи кои што годат, кои што остануваат во сеќавање, бидејќи одекнуваа во шаховскиот свет, ние сепак бевме гледано низ бројки за 200 бројки послабо рангирани од тие и во текот на тие куп надпревари исто така подоцна, настапувајќи скоро истите луѓе за екипата на Фонографика, да ја споменам, која што исто така во одреден дел од времето беше добар спонзор на нашите екипи. Круме Митковски беше таму и тој беше првак на Македонија за слепи шахисти, еден од најдобрите. Еден од најдобрите, ние шахисти. тогаш значи освојуваме кога настапуваме за Фонографика, значи го делевме третото место, што е фантастичен резултат. Тогаш игравме Софревски, Кутиров, јас, Круме Митковски и Русуманов, ми се чини. Тие се менува фантастичен резултат на екипата. Во последно коло знам една добра игра со повеќе кратниот европски првак Босна 2-2 да се изигра. Да. И му овозможивме на екипата на Партизан да го освои првото место. А председател на Босна беше мојот, за жал сега покоен колега Зоран Поповски, кој живееше во Сараево, а потоа дојде овде. Инаку бевте така мешано друштво во Фонографика и многу сериозни, сметајки на Софревски, кој секогаш сериозно, студиозно пристапуваше кон партиите, и еден Кутиров кој беше вака за веселба, знаеше. Да, и со гитара да даде малку засвири. тоналитет добар, позитивна енергија во екипата, а Софревски придонесуваше за да се внесе стабилност во екипата. Многу битен, бидејќи на првата табла навистина се има во тој период, секогаш се имаат силни противници, но во тој период навистина многу силен состав и тој направи 3,5 поени од 5, што беше фантастичен резултат. И секако многу придонесе за... Која година се случи ова? Сега не би можел точно да ви кажам, но крајот е на 80-тите години од прилика. Да. Значи, во тие периоди негде пред распаѓањето на нашата поранешна држава Југославија. Да ми кажеш нешто повеќе за надпреварите овде во Македонија, како се одвива и кои беа твоите први настапи еве на пионерско првенство, младинско, сениорско и така? Па, веќе после неколку години занимавање со шах, тогаш се игра надпревари на поединечното првенство. Турнирите на првенствата на Македонија учествува 16 играчи, се игра 15 кола. Значи, после секои 4 кола имаше слободен ден. Навистина турнирите траја долго, но сите тие беа турнири одскочна штица за сите оние кои што подоцна сериозно се занимававме со шах, бидејќи таму играјќи и меѓу себе, но сепак и играјќи и со поискусните,
ние фактички добро осознавме како треба да се изучува шахот и како да се бориме и да се надпреваруваме. Сепак, затоа што покрај подготвеноста на теоретски план, најважна е енергијата која се вложува во текот на партиите и многу придонесе дружбата со Ничевски и со Софревски на тие надпревари, за да можеме да видиме што всушност значи шахот. Значи, Да, и како од нивна треба страна да се исто така. подготвите, таа подготовка е многу битна. Партиите, противникот да знае што е негово главно оружје, а тука беа овие двајца искусни волци, па од нив можевте и да научите нешто, да ви кажат. Јас, значи, после... внимавај, овој напаѓа опасно. После 4 години самозанимавање со шах, веќе стигнав на тие првенства, бев тогаш најмлад учесник, низ текот на годините од најмлад учесник на Дојде првенство да бидам меѓу појстарите. Може би не секогаш најстар, но во појстарите во долги години. Па и таа генерација велемајстори после што почна да стануваат, ти беше некоја меѓу генерација од оние по-старите и овие по-младите, и ти тука ги поврзуваше и никако да бидеш во чекор со нив. Тие стана велемајстори. Сега ти ја освои титулата, реков, Фиде мајстор во Гдиња, во Полска на 29 години. Не, јас ке... Во тие моменти кога стана Фиде мајстор, нели сите вестници објавивме дека еве Македонија добива, тоа е, мислам, голема титула. Оние што се разбираат во шахот знаат што е Фиде мајстор, не мора да си велемајстор. И Фиде мајстор е близко до него. Малку треба вложување, учество на турнири, па да се стигне до таа титула, нормално ако се има подлога шаховска, а ти остана до Фиде мајстор, дали твоите амбиции не одеа погоре, Интер и велемајстор? Вака, малку ќе појаснам, значи месец пред одржувањето на турнирот, јас веќе имав поднесено апликација до Фиде и веќе беше во тек на процесот на признавање на титулата Фиде мајстор. На турнирот во Гдиња од 6-та категорија, јас го освојувам првото место и освојувам бал за интернационален мајстор, каде што ја надминувам нормата за половина поен. Значи, во текот на турнирот бев или во друштво, а подоцна сосема сам до крај на турнирот на првото место. Значи, потврди дека она Фиде мајстор заслужено ја добиваш спрема бројките титула, кои што... а освојуваш бал за Интер. Да. Јас после 7-8 кола, турнирот траеше 13 кола, веќе ги имав неопходните плусеви кои што се потребни за освојување на балот, но во главата си решив да играм како до тогаш, бидејќи на психолошки план е тоа многу важно во шахот, да решите во себе што како ќе настапувате на преостанатите партии. Значи, со игра да се дојде. Јас веднаш, кога веќе го имате тој таков став, секогаш е многу битно да бидете оптимист во текот на надпреварите. Веќе следната партија ја добив и имав зад себе, значи, повеќе освоени поени отколку што требаше и до крајот на турнирот играв релаксирано, да, и успешно го завршив турнирот на првото место. Но потоа следуваат други турнири, некои дали се сеќаваш? Тоа се надпревари секогаш кога сте добро подготвени и кога имате серија турнири зад себе, може да бидат резултатите на некои турнири кулминација. Се сеќавам, значи, на тој период, на овој турнир во Гдиња му претходеа едни два успешни турнири кои што ги одиграв во Италија, во Дженова и во Пула. Два опена кои што беа доста силни и ова следеше еден турнир кој што е трет во низата на силни турнири, така да и само до вербата растеше од турнир во турнира и претходната теоретска подготовка и дојде до израз сето тоа, се склопи мозаикот и се направи еден добар резултат. Подоцна, значи, во животот доаѓа дали ќе се занимавате со играње константно на турнирите, бидејќи очигледно беше дека мојата шаховска сила во тој период
Значи, помеѓу возраста 25 до 30 години, од година во година растеше шаховската сила и се постигна некој максимум. Веројатно, никој не може да претпостави како би се одвивала мојата кариера како шахист понатаму, но со крајот на 80-тите години и почетокот на 90-тите години доаѓа до формирање на независна Република Македонија, каде што одредени водечки луѓе во тогашниот шаховски сојуз на Македонија, бидејќи се подготвуваше настап на репрезентативните селекции на Македонија, своја на нашата држава, решаваат да јас како еден од поискусните во таа генерација која што претендира за состав на репрезентацијата на Македонија, дека ќе е пополезно поради поранешните искуства кои што ги имав на времето, дека ќе е пополезно да ме приклучи во тренерскиот тандем. Ама тебе и те привлекуваше бидејќи тренерската работа, зашто уште како млад со неполни 20 години му асистираше на Софревски во пионерската репрезентација на Македонија. Мислам дека така беше. Така, но мене ме ангажира. Во минатата се играат турнири на републики и покрајни на ниво на Југославија. Кога настапувавме за Македонија, многу често бев во улога и на играч и на селектор. Значи, неколку пати веќе претходно и ја имав водено сам репрезентацијата на Македонија, бидејќи афинитетите кон таа работа се покажа уште многу одамна. Оној настан кој што го споменавте и турнирот за младински пионерски првенства на Југославија во Тешево. И веројатно им изгледа логично на луѓето кои што ја водеа шаховската организација да ми ја доделат улогата. Значи, во првиот момент кога стекнува право според прописите на ФИДЕ Македонија да настапи на шаховските олимпијади, Софревски ја води машката репрезентација 94 година во Москва, а јас женската како негов заменик. Јас бев капитен на женската репрезентација на Македонија и имав деби повеќе од успешно. Тогаш кажи ни нешто за мечот со Русија. Значи, јас Цел свет беше изненаден и составот на Македонија. Да, се разбира. Значи, тоа е прво коло на Олимпијада. Ние за среќа или несреќа го добиваме најсилниот можен противник, значи екипата на Русија. Во тој момент на Олимпијадите се игра на 3 табли. Значи, ние имавме бели фигури на прва и на трета, што сепак се смета како малку олеснителна. Но работено во секој случај, играјќи со така моќен противник, нормално дека пред надпреварите, за нас се беше успех. Прво е успех што настапуваме со таква репрезентација, бидејќи настапуваме на главната бина, цел свет тоа веднаш го обиколува како информација, но од друга страна имаме прекрасен настап на нашите репрезентативки, кои што настапија во состав Габриела Коскоска, Весна Секуловска и Лидија Софревска. Андонова, да. Да додадеме и тоа презиме. Да, тогаш Габриела Коскоска, значи нашата најдобра шахистка, успева да победи со Зајцева. На втората табла Весна Секуловска со црни фигури загуби од Матвеева, а на трета Лидија Софревска Андонова ремизираше со Ковалевска, која подоцна беше и претендент за светски првак, а изгуби меч со Антоанета Стефанова. Значи, во секој случај, самиот тој факт покажува, значи, колкав беше одекот на тој резултат во светот. 1,5 со Русија и какви беа коментарите таму? Вечерта на сите телевизии... Се чудеа, оваа млада земја сега дојде на овде. На сите телевизии имаше, бидејќи... Моќната Русија нерешено. На сите телевизии тоа беше, бидејќи се во прво коло сепак кај што играат моќни репрезентации, бидејќи е таков системот на надпреварите со послаби рангирани, тоа беше нормално, главното изненадување на денот и нормално дека секој спортски настан почуваше со Олимпијадата и со нашиот резултат, а на многу места и вестите почнуваа со тој резултат, што на вистина не годеше во секој случај. Следната година
Како се одвива мојата сега кариера започнува кариера сериозно. како тренер-селектор? Се покажа дека на повидок е сериозна кариера како тренер-селектор. Следната година, поради здравствени причини, Софревски веќе не можеше да води репрезентацијата на Македонија. Мене ме назначуваат за селектор на сите селекции. И 96 година Ереван, Олимпијада. имам деби во Ереван на Олимпијада. Имаше деби во сениорската машка и на женската, пред тоа имаш. Так. И во тој момент ние играме на Олимпијадата еден по мене многу силен турнир. Без оглед што и на другите Олимпијади можеби резултатски и пласмански постигнавме подобри резултати, но таа Олимпијада покажа, значи втора поред која што игра репрезентацијата на Македонија, дека ние на вистина полека, но се задвижуваме кон самиот светски врв. Тоа ни даде за право во многу мечеви, бидејќи одигравме нерешено или имавме победи минимални со многу силни шаховски велесили, и на таа Олимпијада игра фантастично Драголј Пјачимовиќ и Трајко Недев. Значи, во една екипа кога имате половина екипата прави врвни резултати, тоа сигурно е предпоставка дека ќе се случи нешто убаво и дека ќе имаме резултатски успех. На таа Олимпијада, како дебитант на Олимпијадата, играше одлично и освои медал Трајко Недев. На која табла освои медал? Тој беше како прва резерва. Аха. Значи, нормално, во зависност од системот, се задвижуваше на четврта табла или погоре, во зависност од тоа каква беше композицијата на тие тимот. играчи што практично беа резерви и настапуваа на четвртата табла, беше најуспешен. Оствари одличен процент и победи со многу силни велемајстори. Се покажа дека неговата работа во претходниот период ми дала за право што јас го ставив во екипата како млад и надежен играч. Тој секако нормално со резултатите, но уште повеќе со играта го заслужуваше тоа и на најдобар начин го оправда своето учество во тимот, но најмногу придонесе за себе се, бидејќи се виде од тогаш па понатаму дека Трајко Недев е еден од водечките столбови во нашата големи репрезентација. шаховски потенцијали играш, се виде тоа, меѓутоа кој пласман имавме на крајот таму? 33-то ми се чини место, но во секој случај ние знаевме дека играме добро. Ние знаевме дека играме подобро од постигнатиот резултат. Многу малку фали, бидејќи поем повеќе па да скокнеш за 10 места, например. Да, мора да се добијат, ако не последните два меча, ако веќе имате добри предиспозиции, тогаш последниот меч и вообичаено е да имате многу силен противник, вие мора да изненадите за да постигнете добар резултат, бидејќи на шаховските олимпијади е нешто неверојатно огромна конкуренцијата, значи нема никој загарантирано место, како порано да речеме најголемата шаховска велесила Русија, веќе на олимпијади или европски првенства и нив како број еден не им е загарантиран медал. Значи, може секогаш да изненади 15-та, 20-та, 30-та репрезентација на хартија може да го освои првото место, бидејќи има огромен квалитет. Значи, во последните 20 години има огромна експлозија на шахот и според зборовите на председателот на ФИДЕ Кирсан Милјужинов, веќе најголем број луѓе на земјината топка се занимаваат токму со шах, според неговите зборови повеќе и од фудбал. Па може шахот сегде се игра. Се игра од најмали до не залудно кажано древна играта, од стари времења се игра, да не испуштиме дека на почетокот кажав за нашата шаховска традиција, еве ти преку твоето искажување го потврдуваш тоа, но да не заборавиме дека Алкалоид беше европски шампион, иако тоа беше еден состав 2-2-2 плюс 2, она што го велат двајца кинези, двајца ова, меѓутоа се споменува името Македонија, европски првак, како што е впрочем случајот и со ракометарите на Вардер. И тие стана европски прваци,
иако многу играчи не се од тука дојдени од надвор, ама треба да знаеш и тоа да го направиш, да ги одбереш најдобрите за да станеш шампион. Ова вака направив една мала дигресија да не заборавиме. Да, ќе ја продолжам Да муабетот. го истакнеме успехот на Алкалоид,